Добар ден, ученици! Јас сум моделенски наставник Совче Христовска од Основното училиште Александар Македонски. Денес ќе одржиме час по математика за 5 оделење. Наставната единица што е планирана за денес е користење, мерење, пресметување и правење распореди. Целите на денешниот час се да умееме да пресметуваме временски интервали во секунди, минути, часови, правилно да ги користиме единиците за мерење на времето. Секојдневните активности, како пишување, домашно одење на курсеви, ни одземаат доста време во секојдневниот живот. Сега, преку неколку примери, ќе видиме како може да пресметаме колку време ни одземаат одредени активности кои што ги правиме во текот на денот. Јана оди на курс од 16 часот и 10 минути, ја завршува во 17 часот и 30 минути. Колку време поминува Јана на курс? Како ќе одредиме колку време поминува Јана на курс? Тоа го правиме така што од 17 и 30 часот одземаме 16 и 10 часот. При одземањето на времињата, важно е да се внимава. Кога одземаме, да одземаме минута од минута, час од час. Така да во оваа задача од 30 минути одземаме 10 минути, тоа се 20 минути, од 17 часа одземаме 16 часа, тоа е 1 час. Што значи, одговорот ќе биде дека Јана на курс поминува 1 час и 20 минути. Еве уште еден пример, преку кој исто ќе можеме да видиме како можеме да го одредиме времето за одредена активност. Ако Ива секој ден оди во училиште од 8 часот, а се враќа во 11 и 20 часот, колку време поминува Ива на училиште? Решението ќе биде следно. Од 11 часот и 20 минути одземаме 8 часот. Исто и овде, како и во претходниот случај, претходната задача, од 20 минути одземаме 0 минути, тоа се 20 минути, од 11 часот одземаме 8 часот, тоа се 3 часа, што значи одговорот ќе биде дека Ива поминува во училиште 3 часа и 20 минути. Можеме да направиме проверка на задачата на тој начин што 3 часа и 20 минути ќе ги собереме со 8 часот, при што исто внимаваме во текот на собирањето да собираме минути со минути, часови со часови. 20 минути плюс 0 минути се 20 минути и 3 часа плюс 8 часа се 11 часа. На тој начин проверката сме ја извршиле, при што забележуваме дека кога правиме проверка на задачите со време, го користиме истиот начин како и при проверка на задачи со собирање и одземање. Ако задачата е со одземање, проверка правиме со собирање, ако задачата е со собирање, проверка правиме со одземање. Што е друго важно што треба да запамтиме? Кај минутите, бројот не може да е поголем од 60, затоа што во една минута имаме 60 секунди. А кај часовите бројот не може да е поголем од 24, затоа што во едно деноноќие имаме 24 часа. Доколку добиеме резултат кај кој минутите се повеќе од 60, односно доколку добиеме резултат со 70 минути, тогаш од тие 70 минути одземаме 60 минути, а тоа е 1 час и го префрламе кај часовите. За домашна работа имате за задача да запишете колку време ви е потребно да напишете едно домашно по предметот математика. Се надевам дека ја разбрате наставната единица. Довидување, ученици!